говори Радио Лидер. Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. 28 февруари 2023 година, голем ден за Македонија, направивме реизбор на владата. Видите, голем ден? Не е голем ден, затоа што владата имаше една цел, испадна сосема поинаку. Има мнозинство од 64, сега имат мнозинство од 65. А за некои од министрите им имаат мнозинство од 64. Да, а сонува за мнозинство од 87. Евица, Побрка со математиката нешто. Ово утро имаме една гостинка. Пред да почнеме да им кажеме на слушателите дека лайв на Facebook ово утро немаме, поради прекин на оптичкиот кабел, имаме дефект во зградата каде што се наоѓа Радио Лидер, така што во овие моменти може да не слушате само на фреквенцијата 107,4, не и во живо на Facebook, тоа ќе можете тек од утре, а во исто време нормално по завршувањето на оваа емисија ќе можете да не слушате, да не гледате на нашиот YouTube профил Радио Лидер, каде што не заборавајте да кликнете subscribe, затоа што има таму, може и thanks да ни даете некоја донација за радио, малку да го разработиме и YouTube-от, и така сме во тешка финансиска состојба како и сите бизниси во Македонија, ништо посебно, ништо полошо, ништо подобро. Ово утро одиме само на фреквенции на YouTube, а наша гостинка е пратеничката која буквално фрли сенка на изборот на владата, затоа што низ процедурата на избор на владата, премиерот Димитар Ковачевски направи еден страшен престап со една шовинистичка, сексистичка и мизогина навреда кон вас. Добро утро за Бети Стаменковска Трајковска со две презимења, пратеничка од Скопје, така? Да. Пратеничка од Скопје. Бети, може ли прво на слушателите да им објасниме што се случи во собранието? Да не биде дека сега Рекла казала, да не ги изговараме дури ни зборовите, затоа што навистина се одвратни и секој цивилизиран човек не би ги раскажал. Можеш ли да ни посведочиш што поточно ти рече премиерот Ковачевски? Добро утро за вас и вашите слушатели. Благодарам за поканата и можноста да може учествувам. само микрофонот малку поблиску да го повлечете. Јас во собранието македонската јавност се сведок дека навистина имавме еден интензивен и ни следува уште поинтензивен период, каде ние како опозиција на секаков можен демократски начин пробуваме сето она што е нелегитимно, сето она што е непрофесионално, незаконски, да го кажеме во јавноста, бидејќи малце сме во еден така потемен дел за она што навистина се случува во Република Македонија. И на сите оние дискусии и дебати кои ги имавме во собранието, јас само говорам низ призма на факти и докази. Она што како доказ и во тој период се случуваше кога траеше мојот говор, беше извадени податоци од веб страната Отворени финанси, каде македонската јавност може слободно да види кој се е примател на средства од државата. Таму многу убаво може да се види дека пример Pixel Group
за кој јавноста е сведок дека е тоа фирма која е многу блиска до премиерот Ковачевски, кој наводно нели се откажал, мораме да бидеме ферни или да кажеме, ама сепак кумот е собственикот на фирмата. А што би рекли, нели, кум ни е дугме, така? Так. Значи, Pixel Group добива финансиска помош многу често од државата, што граѓаните не добиваат, а владата треба да биде еднаква кон сите. Точно. Значи, дали вашето радио добива секој месец финансиска поддршка од стотици илјади денари за да ве помогнат? Не, ние сме- Дали ме сваќате? Ако добива Љупчо, не кажува, тоа е само... Ние не само што не добиваме, туку сме и заглавени во плаќање даноци, едва и стигнуваме да ги платиме сите обврски кон државата. Годинава, еве, ако ви кажам, само пред 3 дена плативме 190.000 денари за лиценца, задутре треба да платиме уште 77.000 до Агенција за електронски комуникации. Ова радио годишно со се даноци, лиценци и трошоци кон државата, годишно нас не чини околу 7-8.000 евра. Фонд за иновации дава пари на Ама фирми ние не сме блиски, иновативни. да, на фирми блиски на власта. Влада на Република Македонија дава финанси, но на фирми блиски на власта. И не е само Pixel Group, значи тука се ред други фирми кои сега во моментов имињата Да, се многу креативни и не можам да ги кажам. а и тешко се покажа. Така, меѓу кои еве и за пример да го земеме ETC Travel, која е туристичката агенција или како се вика, која е блиска, тоа е собственост на братот на Артан Груби. По кој основ да биде тие? Значи, по разни основи, ако може Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците да дава на фирмата на братот, значи министерот му дава финанси на братот. Нели Ќе се непотизаме тоа? Ќе се вратиме на овие работи. И сега Вие ги изнесувате овие изнесувајќи ги, да. Сега кажавте само дел од нив, на собраниска говорница многу повеќе. Ги изнесувате, му ги кажувате во лице на премиерот и за одговор што добивате? Значи, за одговор добиваме навреда и дофрлање. За одговор добиваме невнимание, игнорантски однос. Ке се чувствувате навредена доколку го цитирам нешто. премиерот, што кажа? За јавноста да се запознае каков премиер има. Само и во тој случај би го како ќе го спомнал издржам тоа, затоа што јавноста треба да знае каков премиер има оваа држава. Премиерот, додека вие говоревте за бизнисите на неговата сопруга, кога тој не знаел нели дека влезе во бизнисите со фотоволтаици, не го информирала. Иако по секој закон се што е на брачниот партнер е во исто време и ваше. Да. Така велат законите во Македонија и во секоја, ако не се лажам, цивилизирана земја на светот, каде што брачната заедница се гледа како нели заедница. Тој ви дофрла, мојата сопруга барем е убава, вие сте, зборот го употребувам, ружна. Ти си ружна. Тоа е иначе на српски, Ивица, да преведиме, затоа што нели од Куманово е премиерот, поблиску до Да, и на Кумановски. И на Кумановски дијалект го кажа па тоа. дури и на скопски дијалект. Да, ама на Кумановски придавката е исто гарда, што е звучи градо. Што значи а градо? ружно не е, ружно е србизам кој што влегал, но тоа не го намалува, види Љупчо. Тоа е Сега тебе те нервира кога вака зборам, меѓутоа еве ќе ти кажам, ќе се сигурно и вие како пратенички имате такво искуство. Често кога сум бил во таа сала, во едно или во друго својство, знаеш, те фрапира односот на такви Ивица. такви малограѓански типчиња. Значи во таа сала бре е држано второ заседание на АСНОМ, кодифициран на македонски јазик, устав е донесен. Ивица. С кој Мукин србизам, е формиран. кој И едно таков, нели кој србизам би бил одговор на овој србизам? Блесав. Тоа мислам дека е Благо, препристоен. Премиерот ти си блесав, јас мислам препристоен дека да му одговориме. ова кажува дека човекот не е доличен за функцијата што врши. Не може да се носи таа функција, психолошки не е дораснал за таа функција, прави вакви инциденти кои што не долекуваат на функцијата на законодавниот дом и на крајот на криштата вие имате мандат добиено непосредно од народот. А тој не. А тој не. Што е голема разлика.
Тој никогаш не излегол нигде на избори за разлика од вас. Но да се вратиме назад. Да наречеш една жена ружна, да навредуваш една жена, иако, пак ја кажам, убавината е право ствар на вкус, премиере Ковачевски. Не знам дали етика, естетика сте учеле во вашиот живот. Тоа што ви е вас убаво не значи дека нас не е убаво или на било кој му е убаво во... Мора ти кажам, нели, знаеш дека не го сакам, не ми е умиран ник политички, меѓутоа, еднашка во дебати, која некој му каже нешто за неговиот физички изглед на председателот Трамп, тој му одговори: ај погледни се во огледало, имам многу што можам да ти кажам, вика, ќе се воздржам до следниот пат. Веројатно тоа е одговорот кој ти... Ајде, срамота е. Ама пак е благо. Батали го тоа. Но да се дрзнеш една жена, да ја навредуваш вака, навистина јас не знам како е можно овој човек и следниот ден да биде премиер во оваа држава. Мене тоа не ми е јасно. Бе, како може види се, искрено да бидам. Ајде да појдеме ја и ти еден од друг. Замисли ова да го кажеш и да се вратиш дома. Прво од врата како ќе те дочека жена ти. Ја ќе бидам сакам ни да помислам. Сега поаѓам од тоа. Ќе спиеш кај мајка и таму дали ќе Ја мислев дека само ти имаш страф од такви работи, ама почињам полека и ја да имам страф, така. Да ти кажам искрено, да. Ти кажам искрено, нема шанси да ме пуштат дома ако Кој ќе те пушти излетам такво нешто. Бети? Знаете како, во целава ситуација факт е дека се почувствував навредена. А како не? И тоа премногу и мислам нема нешто што би можело да го смени тоа чувство. Но исто така ме навреди и немањето на реакција на колешките кои беа пред мене присутни, кои го слушнаа сето тоа, а се толку многу гласноговорни кога станува збор за нели женските права, заштита на жените и така натаму и така Борба натаму. против мизогинија. Така, но јас сакам да бидам храбра жена, сакам да бидам во јавноста пример за храбра жена и можам само да порачам дека сето она што тој како лошо го сервира, мене ме прави уште посилна и похрабра да бидам за да продолжам во онаа цел која ја имам. Целта ми е неговите криминали, криминалите на власта, криминалите кои сите тие жени кои седеа пред мене и ја наведнаа главата кога се случи таа навреда. Сите овие криминали кои се случуваат, а тие жени ги поддржуваат со самиот чин на поддржување на власта и гласање за оваа влада која ние ја имаме, влада која не носи во бездна, ја носи државата. Значи, јас само на сите тие ќе им порачам дека ние сме храбри, јас сум храбра, јас можам уште повеќе и посилна да бидам. Не треба мене никој да ме сака. Знаете, битно е семејството да ме сака. Апсолутно, да. Битно е семејството да ме Реализиран сака, да човек ми се има кој да го сака и тоа е така. Пријателите, колегите имаат Секако. голем круг. А вие по професија сте? професор по географија. И се мора навистина мора да ве прашам затоа што барем јас кога растев во комунизмот ваков испат на училиште не беше дозволен. За ваков испат се добиваш одење кај директор, повикување на родителите, една јасна демонстрација дека тоа е непримерно, со цел сите да ви увидат кои се граници на нормално однесување. Предпоставам дека уште е така, не сум сигурен, ме интересира. Јас како професор со родителите често тие знаеат да ме прашаат каква е дисциплината или за самоот ученик да самото дете да се прашаат и на родителска да се подебатира за тоа. Дисциплината во оделението зависи од наставникот. Значи, ова ќе го врзам со она што нам ни се случува во собранието. Тенденциозно и намерно. Одлично. Зошто? Заради тоа што излегува Ковачевски на говор во кој на пратениците им разјаснува зошто треба на тој говор да им разјасни зошто тој ги разрешува министрите. Тој има говор во кој искористува
2040 збора, но Му ги ни броевте? еднаш Борт е добар, па ни ги Да, кажува. Бор, Да. доле Но ги има. ни еднаш во сите тие, неколку пати го читав експозито, ни еднаш не се користи збор разрешување. А Значи јасно ни разрешува. еднаш. Излегува вториот пат во кој треба да ги именува министрите. На вториот пат од 1740 збора, во многу мал дел, само со име и со презиме ги кажува. Значи, ги кажува, тој ќе биде министер за тоа и само ги набројува и тоа е се што е поврзано со темата што му е, нели, за зборување. Прашањето е, како се однесува првиот, ефектот го добиваме понатаму. Така и јас истото пред учениците. Ако јас се однесувам несериозно, кога станува збор за сериозно, или јас често знаев да имам една девиза, учениците ме зборуваа заради тоа, дружба си е дружба, служба си е служба. Да. Значи, ние мораме да бидеме професионални. Сепак, работата... Јасна да биде границата. Јасна да биде границата, секако. Значи, ние мораме да бидеме професионални. Не може мене, Талат Џафери, да ме прекинува на збор, на говор, и да ме вели да се држам до темата, кога неговиот премиер не се држи до темата. После нивото на дебата ја обвинуваат опозицијата со, нели, дека нивото на дебата е ниско. Се извинувам, нивото на дебата кој го поставува? Точно. Во предметот на анализа што ние го поставува тој што прв зема збор, бидејќи ние дебатираме врз основа на неговиот збор. Он ја определува каде е висината на дебатата. Точно. Врз основа на говорот на премиерот, ние имаме дебата. И кога премиерот излегува за да зборува за неговите кандидати, тоест не се негови кандидати, нормално, наметнати се, кога тој излегува да зборува за нив, а не зборува за нив, мислам, треба да зборува за нив, а зборува за опозиција и зборува за ветар и магла и ништо повеќе, како очекуваат дека ние треба да бидеме и глуви, и слепи, и не знам какви, и да излеземе и да зборуваме за кандидатите. За кои кандидати? Само име и презиме се даде за кандидатите. А да не зборуваме дека тие кандидати на отворени финансии ги има. Ја има Каја Шукова како кандидат, нели, државен секретар, кој доаѓа од Министерството за животна средина, а сега е од ДНС министерка во истото, таја си земала финансии од истото министерство. Како? Па, целата македонска јавност се прашува и јас прашувам. Како е тоа возможно? Да. Значи не може, еден наш гостин нели, дека плата не земаат. дека не сме знаеле тоа, дека таа ја викаат господја лиценца за фотоволтаици. Затоа што се вели дека доколку има барање за поставување на фотоволтаици, кај не завршува последниот подпис, така велат. И дека доколку во целата конструкција се поврзани и некои фирми кои што важат, нели, за блиски до премиерот, дека тоа оди брзо, така велат, пак ќе кажам, наводно, а дека оди малку побавно доколку нема таква работа. Па од тука господјата ги има заработено овај прекар. Значи, он таа е господја лиценца за фотоволтаици, а еве сега има нешто ново. Ја види ово со некој лепотица дека не бре тоа башка, туку подпишала себе си овакво. Како државен секретар си зема финансии од истото министерство каде е државен секретар дополнително, значи надвор од платата. Ја мислам дека во време на криза, ве молам да не забораваме. Ја мислам дека во време на криза на режимот се одеш у затвор за вакви работи. Да. Кога беше режимот И се разрешува. Уствари ова е слободата. Да. Слобода на крадењето. Да. Ова е всушност. А не скенира фискални сметки, морам да кажам. Бидејќи има доволно финансии, најверојатно за луксузен живот, па не скенираат. Бидејќи на отворени финансии, кога ќе го пишете името и презимето, излегува и оние 1800 или помалце
ако ги земаат нели Да. од скенирање на фискални сметки. Значи луксус имаат, луѓето немаат потреба од скенирање, еве радиодифузна такса не плаќаат. Тоа е Бети, режим. морам да бидам малку и провокативен. Ние видовме ова е веќе само во месец февруари, месецов излезе како месец на сексизам и мизогинија во Македонија. Ова е втори испад. Првиот испад го имаше еден мој колега, нели, и поранешен главен уредник, човек за кој имам високо мислење, но во однос на оваа работа не можам да имам високо мислење, затоа што мислам дека навистина не само што претера, ги надмина сите можни граници на достоинството. И го критикував јавно, и еве го критикувам и се уште, и сум разочаран од сето тоа, особено затоа што такво однесување за мене не е однесување кое треба да го има еден човек во јавноста. Помина тоа со огромни осуди, сите го осудија. Значи не стигна до обвинителство во рок од 2 дена. Во вашиот случај, Хелсиншки комитет, кој таму прв ја покрена, нели, иницијативата во однос на новинарот, кој имаше испад, Хелсиншки комитет во однос на вас прво не реагираше, потоа Ивица ги провоцираше да реагираат и на крај Ивица како реагира? Не, ова на соопштение беше срамно што го пуштија. Думам, како се утврди, ке реагираме, ке осудиме, но презумпција на невинност, не знам што, не знам. Мислам, беше срамно соопштение. Значи таму имаше презумпција на немаше презумпција на невинност. Ставиш во име Хелсински комитет, се познаеш што е, нели? Требаше да го Хелсинки 74-та. Во случајот со Латас требаше да го обесиме инстантно, веднаш и да го запалиме на а во постата. случајот со Ковачевски имаше презумпција на невинност. Тоа е од нашите. Како од нашите? И па премиера човек. Нашите. Па што ако Нашите на овие што праќаат. Еве мене, еве по секоја можна дефиниција, човекот ми бил главен уредник, сум работел со него со години, во вечер, во сител, Латас треба да биде од моите. Ја викам, кога некој зборува такви работи, не е од моите. Еве, јас за разлика од Хелсиншки комитет го имам тој принципиелен став. Тоа е проблемот. Абе кога ќе залепиш некаде, ако пишува леблебиджилници, значи внатрима леблеби, семки, сончогле, така. Очекуваш тоа да купиш. Кога ќе залепиш Хелсиншки комитет, значи дека нема сега ваму ќе реагираме, ваму нема да реагираме. Хелсиншки комитет да беше достоен ќе бараше оставка дента. Од ова што го зборувавме, нели дека не може да има двојни стандарди. Друго во серија, прво имавме премиер кој што нели да ме прости ЛГБТ заедница. Навредуваше ЛГБТ заедница. Сега отидовме кај жените, што е се следново, расизам, не знам, ова е. И јас многу пати кажувам, мислев дека Заев беше дното на некултура, на криминал, на не знам, се лошо така спакувано негде. А ова, верувајте ми, изненадува колку е дново длабоко со Ковачевски. И се ви се извини до сега премиерот? Значи телефонски ми се јави да ми се извини на прочка и го искористи моментот со прочка, но ме убедуваше дека погрешно сум го разбрала. Но благодарение на техниката која денес постои, верувајте ми, сум многу благодарна на Богдан Илиевски што е исчистен звукот баш таму каде што го користи тој погрд збор и јавноста нека му суди заради тоа што ние во државава... Мора да бидам циничен. Ајде. Ова мизогиниве испади у Македонија све погрешно ги разбираме ние. И тие претходно погрешно ги разбра. И овој погрешно го разбрале. Ја не знам што е работа. Све они погрешно. Мене ми е друго смешно што машина 40 и кусур, скоро 50 години. Сега кај професорка која што све слушнала во животот. Со еден начин, со еден изговор, и користи прочка. Продзирен, да, и користи прочка, ве молам. Тоа да не збориме, значи ја тоа го додавам како на значи никогаш не би простила, но морам да кажам христијански е да простуваме. Ама навредата е толку голема, мислам во однос на простувањето. Знаете, вие сте наставник. Во однос на простувањето, многу е важно. Ја, например, кога им простувам на луѓето. Ја им простувам на луѓето единствено кога ќе видам дека
научиле дека погрешиле. Дека се кае. Дека навистина се кае поради тоа. Човечки е да сгрешиш. тој човек. Еве, во жарна борба, во жарна се му си испуштило, рекол и така натаму. Но кога ќе видите дека му е жал што го направил тоа, дека се кае и се срами што го направил тоа, тогаш може да му простите, ама да му простите дека не сте го разбрале кога ви вели, ја не знам како може да му прости некој за таа работа. Знаете, јас верувам и сакам да бидам искрена и честна пред се, нели? И тоа е она што мирот во душата ни го дава на сите. И да се користи таков еден голем христијански празник за такво нешто, на кое што кога го бараш прочката, пак викаш погрешно си ме разбрал. Знам како сум разбрала. Знам еве и сега јавноста може да види. Го има видеото. Мислам, исчистен е звукот. Кристално јасно е. И сега, што да се каже повеќе? Знаете како, не е само хелсиншки кои што молчат на оваа ситуација, молчат и многумина други кои требаше да ја осудат таа работа. Борци за женски права, така. Имаме ние многу невладини, имаме ние многу институции и на крајот на денот неговата политичка партија има форум на жени. Кои се прилично актуелни и прилично активни. Тој форум на жени сега премногу работи се случуваат, значи добиваме порака од министерката Тренчевска да учествуваме на некои дебати, во кои дебати не е повикана опозицијата. Што да слушаме дека Ковачевски е исправен и дека не навредува жени, а има доказ и јавност и тие се сведоци дека тој тоа го направил. Значи селективноста во државата ни е на тој степен отидено што ова ја не можам да го наречам демократско Бети општество. Стаменковска Трајковска гостин во утринската емисија на радио Лидер под наслов Сведоштво на пратеничката, која ни објаснува ништо поминува нели периодов по овој мизогин напад од страна на премиерот Димитар Ковачевски. Одиме со кратка пауза по која се враќаме да го довршиме ова интервју. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome.
Обидниот и сексистички напад на премиерот Димитар Ковачевски понатаму е тема на разговор од ово утро. Пратеничката Бети Стаменковска е гостин во нашето студио. Бети, морам да признам дека не гледам многу собрание. Тоа е еден дефект, затоа што во дневните редакции обично повеќе ги следиме дневните настани на политичарите, отколку што следиме нели А немаме новинар што работи собрание. во собранието. Немаме, ние сме мала редакција. Пред откако го се случи се ова, ги погледнав сите видеа, нели, кои се од ваши говори на YouTube и сватив дека вие сте навистина елоквентна пратеничка и пратеничка која прилично посветено си ја работи работата. Дали во собранието Имам рекорд поставен. каков? Јас зборував 10 часа. Да, се сеќавам на тоа. Знаете, имавме дебата околу назначувањето на уставните суди. И собрав материјал заедно со колегите, тоа нели морам да си ги пофалам колегите. Ние сме многу добра екипа, многу хомогена екипа, мислам, стварно сме одлични. И поздрав до нив. И тој материјал што така заеднички нели како екипа го собиравме и дебатиравме околу него, малку беа 10 часа говор да се кажат причините зошто Љубомир Јовевски не треба да биде уставен судија. Се согласувам. Малку беа 10 часа за да се каже тоа. Имаше уште што да се зборува, но оној лош однос на колегите од власта, не дозволувајќи ми ни 5 минути пауза, мислам да имав 5 минути пауза, мислам дека уште 10 часа ќе зборував, комотно, бидејќи тој говор тогаш ми беше концепиран во 3 дела. Првиот беше, ја го кажувам разно, значи каде влегуваа поголем број на афери за кои не е покренато обвинение, повеќе од 230. После тоа имав голем број на афери за посебно, многу сакам да го издвојувам Оливер Спасовски, бидејќи многу афери има поврзани со него, за кои не е покренато обвинение. И на крај во завршениот дел сакав и секогаш гледам додека зборувам да кажам не само критика. Јавноста треба да гледа во нас политичарите и можност за посветла иднина. Она што како факт понекогаш го кажуваме тоа дека и во тој говор планирав да го кажам едно мое видување како професор по географија од делот на тоа каква е Македонија. Дали кај нас во Македонија имаме надеж за подобро утре. Ние како политичари мораме да зборуваме и критика, да ја кажуваме вистината, но исто така јавноста треба да знае дека има и нешто кое е наш позитивен осврт, значи имаме идеја како тоа што е лошо, како би можело да биде поинаку, дека може тоа да биде многу подобро. И третиот дел од говорот ми беше замислен за тоа дека Република Македонија е многу богата земја и има многу можности кои не се користат од оваа власт, за жал. Како пратеник и општо како жени пратенички во собранието, приметувате ли подценет однос кон вас само затоа што сте жени? Тоа ми е прашањето, затоа што вчера правевме анализа овде. Од 21 член на владата, само 4 се жени. Тоа е навистина премала бројка за едно западно општество. Доколку бевме Саудиска Арабија, Катар, Дубај, можеби, уствари Емирати е Дубај или некоја од тие земји, можеби ќе беше разбирливо што имаме само 4 жени од 21. Од колешките... Но за западна демократија, каква што сакаме да бидеме, да имате само 4 жени пратенички,
Министерки, се извинувам, според мене е поразително. Само те прекинам, значи во Латинска Америка се подобри, а не се западна демократија. Во многу земји од Африка се подобри, а не се западна демократија. Апсолутно. Во многу земји од Азија се подобри, а не се западна демократија. Така што западната демократија е корепер малку, Лјупчо, знаеш. Далеку сме ние од нешто што е модерно, демократски. Демократијата е термин кој е луксус да се користи кај нас во Македонија. Така е. Бидејќи демократијата е само како дефиниција на хартија и нигде повеќе. Имате, вика, министерка плюс, треба да бидете среќни. Е ставот на колешките од СДСМ кои се поборници за заштита на правата на жени. Како имаше две, сега се три. Бидете среќни, една плюс има сега министерка. Не прави среќни тоа. Не прави среќни кога знаеме дека еден од поблиските соработници на Ковачевски по рекетарање во државава станува министерка за заштита на животна средина, која сама на себе си дала средства во истото министерство од каде зема плата. Тоа не е среќен да те прави. Среќен ќе не направи ако среќни сите нас и македонската јавност ќе ги направише ако наместо говорот од 2040 збора кој го користеше во најголем процент за навреда на опозицијата, да кажуваше премиерот дека се направиле такви проекти, дека оние 1300 километри авионски патишта се реалност, се автомобилски патишта, не авионски, замислени. Дека навистина патот Охрид-Кичево е реалност, а не имагинација и лага со скапо платено видео кој го пушта премиерот на Твитер, а има само 10 допаѓања. За толку скапо платено видео, па барем нека има уште 10 плюс. Па може ли спонзор да стават? Се чувствувате ли вие како жени загрозени во таа околина? Како не? Како не? Еве, постојано ние имаме, вчера тоа го дебатиравме. Замислите кога може да ви се обрати вас, кој сте од спротивниот табор и стоите на говорница. Кога може да ви се обрати вас вака, премиерот Ковачевски. Замислете како им се обраќа на жените со кои соработува. Жените кои му се секој ден во окружувањето. Како комуницира со нив? Јас имам едно размислување. Значи, ние да зборуваме за заштита на женски права, треба прво да ги заштитиме основните човекови права. Тоа е едно следно ниво. За да унапредуваме нешто, треба да ја имаме основата. Дали ние во државава имаме основа? Не. Дали се човековите права, дали важат законите во државава со доверба во судство од 3%? Само 3%. Дали се заштитени човековите права? На кое ниво ние да зборуваме, да се чувствуваме сега и да ги унапредуваме правата на сите, кога основата ја немаме? Треба да размислуваме малку поинаку, кога законите не важат за првиот, кога првиот и неговите соработници се пример за злоупотреба на власта, а законите не важат за нив, значи кога соселанецот на Али Ахмети станува обвинител за да врват криминалите од типот Артан Груби дава паричка на братот и фирмата негова да работи, што да очекуваме понатаму, за кои женски права луѓе да зборуваме? Да, ние немаме за кои женски права кога основните човекови права... За да бидеме родово сензибилизирано општество, треба да бидеме навистина општество кое предходно ќе се сензибилизира за многу работи. Во право сте за ова прашање, ова е навистина така. Види, ова е спротивно на традиционалната култура, нели, кај бе она братсирење за пари, например. Па добро, да, види, ја имам... Нема ни браќа. Ја мислам дека ние како општество треба сериозно да се пресметаме со традиционално. Па баба ти која те воспитувала, викала кога ќе пореснеш Лјупче, кради кога ќе доеш до можност. Не. Која баба така воспитувала дете во Македонија?
Значи, тоа зборам, традиционалниот морал што си го добил, каков е? Треба да ја запознаеме баба му, ако е жива на Артан Груби, Јас он се е млад. прашувам како спијат. Сигурен сум дека извонредна жена, која што извонредно ги воспитувала. Ова некаде од друго место е прибрано. Да. се разбере. Може и од Нели? улица. Да. Јас се прашувам како спијат. Заради тоа што еве кога станува збор за воспитување, мене на пример, нас во семејството не учеа дека мирниот сон е нешто што е Така е. Точно. најубаво. А како може да спијат кога знаат дека граѓаните немаат средства за да го преживеат месецот? Како можат на раат да спијат кога имаат еден куп проблеми во државата и излегуваат, кажуваат просечната плата се зголемила? Ајде да Па зар видиме мисля сега дека се верува некој на тоа? како реагира институциите на ова. Прво во собранието мисля че имавте клуб на жени пратенички, така е? Да, нема реакција. Нема никаква реакција. Немаше со меѓувреме немаше А веројатно. клубот на претенички реагираа само моите колешки од опозицијата, од ВМРО ДПМН Од другите нема и реакција. коалицијата, да. Од нашата коалиција реагираа, но реакција од спротивната страна немаше. Немаше. Ниту пак Министерството за правда или што стана со, како се викаше овој подопрен глас што изреагира, нели, што му земаше пазош на лата? Гаврил Бубевски. Гаврил Бубевски. Не беше номиниран од некој општински комитет или организација на ВМРО или на СДС од кај беше од Берова, така? Да, човекот е истакнат ВМРО-вец. Ја предпочитам, знаеш, од некој видители кои што не се номинирани од деновиве мора да признаеме кога сме кај судската власт, деновиве се истакне еден наш колега кој е портпарол на бивш колега. Се извинувам, всушност мене никогаш не ми бил колега, јас никогаш не сум бил партиски новинар. Јас секогаш сум бил опозицијски новинар и вредносно ориентиран новинар. Станува збор за Љубиш Арсич, портпаролот на судскиот совет, нели, независна инстанца, кој во моментов заедно со уште пар луѓе, не знам, од различни калибри, го прави порталот racin.mk, ако не се лажам. Абе, го видов. А исто, Љубише и на бриф порталот пишува против мицковски текстови. Сега видите, он е портпарол на државна институција, исто време е новинар у Не бриф. само тоа, неутрална, судска, така. Јас доколку го направам ова, мене ќе ме спалат на клада. Хелшински нешто имаше реакција на ова? Не, нормално дека немаше и А и ЗНМ? но еве сега да ви кажам, мислам дека ЗНМ има принципиелен став во однос на овие прашања, овие луѓе не ги прима да бидат новинари. Значи, Ама мора реакција. па ако побара некој ќе реагираат. Еве Верувај. јас барам, јавно. Па пиши имейл, ќе реагираат. Во Верувај, етерот оди ова е. ЗНМ е многу професионална организација и ЗНМ па сега на секојдневни петпарачки работи со будали од сите страни, ако седне ВМРО ЗНМ да реагира, ќе ја занемари клучната работа, тоа е подобрување на животот на новинарите и на новинарството. Зашто не е петпарачка работа, тој порталот Рацин ме малтретира сега. Јас, например, го користам Facebook за роден ден, честитам на мои пријатели. Абе, кога да влезам, малтретираат со тоа, значи очигледно големи пари се истурени. Постојано ми излага. Јави му се на твојот кој се, пријател што од детството Петерица Рачини и кажи му да ти исклучат од спонзор, ти он е таму. А оне, ќе му кажам овако. Да, и еве може да дојде и во емисија овде, затоа што ние сме Ќе го демократи. викнеме, нема проблем. Ние сме демократи, може да дојде Петри да се поправиме муавет. Не ми е само од детството и сега ми е пријател. Не, добро, старо пријателство. Ја имам окей мислење за Петрит, нема врска и покрај тоа што си е СДС, но окей, no problem. Не, многу големи пари истураат, затоа ми е. Па сега дали се големи пари не знаеме, тоа може да е само и перцепција, треба да се види, но во секој случај гледаме постојано лицемерие на сите можни. Замисли утре, не знам, мене да ме стават председател на управен одбор од Телеком. Па има револуција овие истиве да кренат. Ме разбираш? Да. А сега види ги како реагираат. Истото беше и со сексистичкиот напад. Не, јас се мислам зашто е комисија или не, кај нив мора да има представка за заштита од дискриминација. Од нив очекував реакција, веројатно можат и тие да реагираат.
Да, На може. крај на кришата. Но тука комисијата има една специфична методологија на работа. Треба пратеничката да поднесе представка. Доколку поднесете представка, тие ќе мора да го разгледаат примерот. И можете евитонскиот запис кој веќе е исчистен да го ставите во таа представка. Ќе го направите ли тоа? Зошто да не? Да. Мислам дека Еве, еве што принципиран стигнавме став. до една идеја. Да. Зошто да не? Па да видиме еве како ќе реагира Комисијата за заштита од дискриминација. Кога се случи навреда, верувајте, многу е страшно. Значи, викендот помина во семејството во знак на тоа дека треба да бидеме храбри и значи не е едноставно, не се едноставни емоции. Не посебно Човек кога да се доаѓаат од соземе треба. кога доаѓаат од и- најмоćниот човек во државата. Така, точно. треба човек да се соземе од сето тоа што се случува. И не е, знаете како, не е само навредата е она што страшно се случува во собранието, се случуваат и други исто така притисоци. Да, но навредата ова работи, стига да речеме до вашиот и сопруг, сето до тоа вашите кулминираше деца, овие денови. до вашите блиски. Така. Ова стига до сите, на пример. Јас искрено како педагог сега повеќе го кажувам тоа дека мене мојата работа морам да си кажам многу си ја сакам работата што си ја работев како педагог. Ова е веќе И веројатно утре ќе денес се што го- вратите еден ден секако таму. со задоволство. Денес ова што го работиме е повеќе љубов спрема државата, спрема целта која треба да се постигне и ја како педагог кога учениците ќе направеа грешка, а правеле грешки нормално. Ако не правеле па не е природно заради тоа што Да, се тоа нормално. тинејџери. Така е. И без разлика човек нели треба да греши. Многу голем акцент ставав на воспитниот дел. Што лично сметам во образованието сега е малце занемарено тоа, бидејќи наставниците се ставени во една незавидна положба како да го преживеат месецот, а не да размислуваат како да ги воспитуваат и образуваат учениците, нели, она што има како работна обврска. И ја како педагог од таа побуда сакам да направам и би направила секако нешто со кое што народски кажано да му дојде памет да не му текне уште еднаш такво нешто да направи. Ама не само нему, туку и на било кој човек кој што ќе влезе во политиката. Секако. Дури и во советот на најзостанатата општина вакви нешто да не се случуваат. Така. А не да Така. може кај што не треба. Тоа е добра порака. Во исто време знаете како е. Сега на страна тоа што на страна тоа што нели го кажа ова премиерот Ковачевски, да го разгледаме малку и психолошкиот профил на човек кој може да го каже тоа. Сакате сега да ви кажам. Има многу што да кажам. Ајде, слободно. Значи, тоа не беше моја прва реакција за неговото недолично однесување. Тој исто така знае да стави слушалки и ние зборуваме, а Мисовски не убедува дека он го слуша говорот. Кој говор го слуша кога гледаш дека крајот од слушалките не се онакви бежични, туку крајот од слушалките влегува во телефонот. Мислам, Ја ве да ви информирам ексклузивно и да ве разочарам. Премиерот слуша Еспресо со Златев и Боцевски на нашиот YouTube профил. да го поздравиме. Значи, секогаш кога има слушалици, мене ми кажале дека многу е фрустриран од нашата емисија. Так. Еве премиере, ја и Ивица сме многу ружни. Немаме проблем да ни наречете и ружни, глупи, и грди како сакате, но знам дека имате внатрешен порив да не слушате секое утро и дека не слушате дури и во собрание наместо да ги слушате колегите. Значи не ве плаќаме ние за нас да не слушате, ние ве плаќаме пратениците да ги слушате премиере. Не, тоа е врв на непристойност. Врв на непристойност, значи неговата работа во собранието е нормално врзана со вас како пратеници, над било кој министар. Едно време, знаеш, интересна работа.
заменик министр, чиј што прекар беше амандманот не се прифаќа, зашто само тие кажи го да 4 збора ги изговараше дека беше заменик министр за финансии, Да. стана премиер. И еве сега се гледа дека елоквенцијата не е тука некоја доблест. Ама подкасти се слуша човекот на телефон. Не може да доседи да ги послуша репликите и сето она што како дебата се случува помеѓу позицијски и опозицијски пратеници, а всушност таму многу изворно може да ја воочи реалната состојба каква е, туку само седи во собранието кога излегува опозицијски пратеник на збор и тогаш мора да седи. И многу пати го повикуваат, дури има едно видео, са не ми текнува какој од колегите, како Талат Џафери му вика: премиере, ова ви е последен пат да ве предупредам, значи и него му дојде Значи, преку глава. Талат воспитно знае да делува. Да го повика, детето мало што ни е премиер, нели, да дојди. Само деца се однесуваат така. Само деца Проблемот знаеш што е, безгрижно. Ивица? Што ми кажа у слушалици Иване и Бичикле почнал да ги слуша. Убаво. И тука е проблемот. Ај со нас двајца па некако, знаеш, ки излезе на крај. Ама овие вре тука патриотски институти и чуда врагови. Ако нека слуша. Јас стварно Ке научи многу работи, што нека слуша. Нека слуша. Чекај се, ај sad малце да искористиме, имаме уште малце една друга тема. Значи, ќе го искористам вашата професија. На Љупчо не се допаѓаат овие теми, зашто се уште не го тангираат, меѓутоа имаме реакции од многу родители околу овие дојави со бомби во училиштата. Прашуваат зошто досега Министерството за образование нема развиен некој протокол што се прави во такви случаи, затоа што буквално е разорено е нивното работно време. Посебно морам да кажам женската димензија, значи има сериозни забелешки, имаат, мора да трчаат дома, децата да ги носат. Морам да ти кажам, јас ја едно сведоштво да дам, затоа што делото застарено е, више одамна сум бил средно. И во наше време ние пробавме со дојави на бомби да одлагаме тестови, ама не кривеше служителката и не викаше: деца, ај, жити се, вика, не се глупирајте, вика, ќе ве пријавам у полиција. Добро, приберете се. И сега и у наше време имаше интелигентни деца, нели, што сакавме да одложиме тест, да направиме некоја дубара, но ти викам, ќе ни крене служителката на телефон, ќе ни испсуе на крај и така се завршуваше таа работа. Која школа беше она кај што 3 дена не читале имейл? Заканата истекла. Па заканата истекла, така да мене и ова ми е веќе, знаете, станува малку дегутантно, а особено што власта па сака да искористи сега да не троши струја, да не троши гориво, па да го пренасочи ово онлайн настава да оди. Не можеме вака да кажуваме, нели, окей, тоа што се случило во минатото и сите, нели, имаме таква една перцепција. Но онаа народната, ја памтите, волк, кога викал, па на крај стварно волкот кога дошол, отишле овците. А што ако е вистина? Каде е безбедноста? Каде е протоколот? Каде се сите организации? Каде е системот во државава кој јасно се гледа низ овој пример дека не функционира? Јас повеќе од 5 месеци има како на еден јавен настап на една телевизија кажав дека е потребно да се има протокол, бидејќи ние бевме сведоци на 2 години изгубени заради ковидот. Бевме сведоци дека резултатот од сето тоа, верувам колегите наставници ќе се согласат, не може да биде на онлайн наставата поквалитетна од наставата во живо. Апсолутно. Тоа е една работа. Друга работа. Каков протокол тие измислија сега пред краток период, доставија мејлови до сите училишта во кои велат да ги сменат под најхитно нивните мејл адреси. И сега е прашањето. Нема мерачи за загадување на воздухот, нема загадување на воздухот. Воздухот е чист. Нема мејл адреси, нема дојави на бомби. Им тераат така 2 дена.
ама мейл адресите се јавно достапни. И излегува после 2 дена Ковачевски и вика се чуди од кај ги нашле мейл адресите. Па и јас се чудам исто така, премиере, ако не слушаш зошто толку криминал правиш во држава и зошто непрофесионално си ја работиш работата, што нелегитимно, нетранспарентно ја има добиено. Бидејќи е тоа, нели, човек, да ја подсетиме македонската јавност, кој е прогласен за трајно неспособен. Ја не го терав да се прогласува, сам си се прогласи. И сега дезертерот Ковачевски знае само да направи протокол и неговиот тим да направи протокол како да се дезертира, а не како да се реши проблемот. Не, нема, ова е сериозен. Еве, например, како се згрижуваат деца, што се случува се? До кога ќе седат во Знаете дворот? како го оставија? Министерството за образование и наука ја остави работата на креативноста на наставниците. И на директорите. Секогаш е оставено тоа така. Секогаш наставниците да се снаоѓаат сами. Ајде, ако е добро времето, ќе почекаат во дворот, ако е добро времето. Но што ако врне? Сега во најголем, барем она како информации што ги имам, во најголем број одат учениците дома и продолжуваат делумно со настава онлайн. Значи се вративме на... Комбинирано, фактички. Јас мора да ви кажам дека еве, затоа што имам ама дете има што решение, средно школо, нели? онлайн образованието не е образование. Мислам, Со изгаснати камери, Не само тоа, со покафичите, така, да. пример сам, да не ми Да. се лутат младите, ама нема. Друга е интерактивноста точно. која треба да ја има. Значи, оној што значи ова не е протокол, ова е креативност на определени наставници што се На нашиот затоа што не слушаат, еве и на фреквенција, поздрав до сите што не слушаат на фреквенција, затоа што ово утро не сме лайв, ќе може само да не гледате отпосле на YouTube, стиснете subscribe на нашиот канал. Имаме една порака од пријател, од слушател. Вели, прашајте пратеничката зошто пратеничката група на ВМРО ДПМН, жените од ВМРО ДПМН не го осудија испадот на Латас и Лазаров, а сега очекуваат поддршка во однос на ова што го направил Ковачевски кон вас. А зошто колешките од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го осудија само Латас и ред други такви испади кои имало, а не го осудија мојот чин на навреда кој го направи премиерот Ковачевски? Нема селективност, секој чин на навреда се осудува од наша страна, но селективноста треба да се надминува заради тоа што сме многу често сведоци на селективност во јавноста. Факт е дека се осудени сите чинови на навреда кои се случувале и мене ми е жал слушателот што не стигнал до таа информација. Еве јас уште еднаш да ја потврдам мојот став дека да, ги осудувам сите чинови на навреда кои се случуваат во јавност. Не сакам да го делам општеството На вакви или онакви. На вакви или Наши и онакви. ваши, да. Значи пак ќе кажам, ние треба да тргнеме од тоа дека да, ги имаме загарантирани сите човекови права. А после да зборуваме за сензитивност некаква. Ние мораме да бидеме свесни дека ние ги немаме основните човекови права во државата. Почитувани слушатели, имаме еден брейкинг, се извинувам, ќе упадна малку во емисијата со една сосем различна тема. Се јавуваат од клиниката Жан Митрев на ден пред судското рочиште. Судот донесе пресуда клиниката да престане со работа. Блокирани се сметките на клиниката Жан Митрев, велат од клиниката. Од клиниката преку соопштение до медиумите информираат дека кривичниот суд донесе решение за определување на предлог мерки кои предвидуваат целосно блокирање на сметките на болницата. Укажуваме дека со донесените мерки целосно се блокира работењето на болницата Жан Митрев, која е здравствена организација од јавен интерес. Клиниката Жан Митрев од денеска не е во можност да ги отплаќа обврските кон банките. Сакаме да информираме јавноста дека ќе направиме се што е во наша можност
и лекувањето на ниту еден пациент нема да биде доведено во прашање како постапките на кривичниот суд, а богами и на обвинителството одат во поинаква насока, односно бараат наше затворање. Ова доаѓа нели откако претходно истражувачката агенција ИРЛ објави една истражувачка сторија насловена Нечиста крв, во која наводно беа изнесени незаконитости во работењето на Жан Митрев за време на ковид кризата. Ивица, ти подобро го следиш здравството од мене. Не е ли малку... Да, окей, ако има прекршок, нека го гонат Жан Митрев. Ама да се затвора клиника, да не може да работи? Не можам вака сега, знаеш, Да. знаеш дека не сакам непроверени информации, но Не, ова е од клиниката... не, друго, дека се блокира. зборуваше дека наводно еден моќник кој што доскоро беше клучен лик во македонската политика, заедно со еден негов компањон кој што беше клучен лик во македонското здравство, таргетираат купување на некоја македонска болница приватна. Добро да се... И сега овој разговор кружи низ кулуарите. Слушнавме дека биле одбиени од едно место во второ место. Ништо чудно да го нашле конечно местото. Станува ова ти збор, кажам, почитувани? не станува збор, не влегуваме. Да не ги кажем кои се, добро, но мислам дека опишавме. на страна убаво. сите тие бизнис релации, на страна тоа дали Жан Митрев на вистина го прекршил законот или не, според мене постојат сериозни индиции дека направиле голема белја во клиниката за време на ковид кризата и тоа што го објавија ИРЛ. Но на страна се тоа, да блокираш работа на болница во периоди кога сите знаеме дека друга кардиологија, кардиохирургија, односно во Македонија скоро и да нема, тоа во државна е многу малку како кардиохирургија, ни остануваат само Систина со еден или двајца доктори и Жан Митрев со посериозен тим на кардиохирурзи. Мене ова ми е навистина, еве, ако ме затрефи нешто ќе треба на ВМА да одам во Србија или Добро, во државниот систем постои. нема кардиохирургија, нема. Има кардиологија, Да. но кардиохирургија во државниот систем е она многу малку и тешко. Ај, сега тоа е една друга тема. Фондот ги плаќа операциите во Жан Митрев, не е Ќе тоа друга зборуваме тема, за- немаме Не, кардиохирургија. има, тука има една голема тема, ама не е моментот. Еве. Така што ова е навистина и сега да ги оставиш луѓето без тоа, мене ми е чудно. Пратенички да се вратиме на нашата тема, негде сме пред самиот крај. Како ќе како општество би можеле да научиме, што би можеле да научиме од ова и како во иднина да се бориме против ова? Јаве пак е, од вчера ќе отворам парадигмата. Мене ми е чудно како Ковачевски можел да го каже ова, кога и самиот Ковачевски има керка. Кој е начинот на кој што ние можеме како општество да се избориме со ваквите појави? Од каде почнува и каде завршува борбата за еден достоинствен однос кон жените во македонската политика? Само еден пример овде со мене имам едно истражување сега, да има многу организации кои се вклучени внатре, меѓу кои еве само како за информација, тој проект е финансиран од Европската Унија. Имавме презентација во собранието за што сакаат младите, професијата на иднината, бараат знаење и вештини денес. И клучни наоди вели врз основа на кои се гледаат зошто младите ја напуштаат државата. Од 9 причини што се наведени овде зошто младите ја напуштаат државата и ја гледаат иднината надвор од Република Македонија, значи од 9, 6 се поврзани со образованието. Јас можеби ќе изгледа дека си ја вртам темава на кај образованието заради тоа што од таму доаѓам, но јас силно верувам дека доколку квалитетно се навлезе во темата образование, доколку квалитетно се навлезе во суштински реформи кои ќе му дадат
поддршка на наставникот, а не терет на наставникот, работите многу би се менувале во општеството. Доколку младите ги учиме на демократија, почитување, доколку тоа како пример го даваме меѓу себе, да, иднината ќе не биде многу поубава. Но каков пример имаме сега во реалноста? Во реалноста имаме пример на кое на наставникот му се сервира нешто да работи, за кое не е обучен. Да ве подсетам, реформи има во образованието со нова концепција од Мила Царовска. Да не го заборавиме тој лик, ве молам. Значи, одговорност треба да има. Ова намерно го потенцирам. И сега, наставниците се товарени дополнително со обврски со работа, за кое претходно не добиле квалитетна обука, не добиле квалитетни ресурси со кои тие ќе ја спроведуваат таа реформа, а да не зборувам таа реформа колку е поразителна. Многу има тука што да се зборува. И сега, доколку би се направило сето тоа поинаку, доколку наставникот би се ставил на еден поинаков пиедестал, многу повисоко од овој што сега го немаат. Значи решението е во образованието. Јас сакам да тргнам секогаш од таму. А и проблемот е во образованието затоа што имаме премиер со очигледно купен докторат. Затоа што докторатот никогаш не сме го виделе. Докторатот е на еден непрестижен универзитет и докторатот е направен за многу кратко време. Морам да напоменам, не е единствен во таа група на доктори на науки кои седат во влада, а не даваат никакви резултати. Бети Стаменковска-Трајковска, ти благодарам за ова твое гостување ово утро. Навистина ми е драго што поразговараме и навистина ми е драго што по избликот на сексизамот премиерот сте навистина вака истрајни, стабилни и уште похрабри од претходно. Ви благодарам на поканата, задоволството беше мое во целост. Почитувани слушатели, јас сум Љупчо Златев, главен одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. Емисијата ќе завршиме со еден цитат од големата Голда Меир. Таа вели: ако сакаш да изградиш држава во која ќе се вратат нејзините синови и ќерки, ако сакаш да изградиш држава во која ќе заминат само за време на празниците, ако сакаш да изградиш држава која нема чувство на страф од она што иднината носи, потребно е да преземеш само два чекори. Прво, да се изедначи корупцијата со предавството, а корумпираните со предавниците до седмо колено. И второ, да имаш 3 неплатени професии во државата: војска, образование и лекари. И најважно, работа, работа и работа. Затоа што никој нема да ве храни, освен самите вие. А вашата држава е потребна само на вас и на никој друг. Кога ќе стане животен стил, тогаш ќе се постигне целта. Ние ниту корупцијата сме изедначиле со предавство, а камоли до седмо колено, ние не можеме второ колено да ги фатиме што прават нивните. Сопругите не знаат дека им отвараат фирми за фотоволтаици, а за војската, образованието и лекарите платите ни се ужасно мали, особено во образованието, а и лекарите и така. Војската ни е исто така малку платена. По овие параметри на Голда Меир, ние за жал и не сме баш некоја држава.